состанокот со претседателот на најголемата опозициона партија се одржа. Разговаравме за две теми. Првата тема е кандидати за преодната влада на предлог на најголемата опозициона партија и втората тема е за предложените измени на изборниот законник во делот на изборниот модел. Дозволете едно по едно да дадам објаснување. Она што прво е важно да ја констатираме врската на сите дека нашата земја под будното око и одговорноста на сите учесници во изборниот процес е важно да обезбеди фер, демократски и регуларни избори, заради тоа што земјата чекори напред, оди по вистинскиот пат и така само треба да продолжи. Тоа е одговорност на сите и верувам, само уште еднаш ќе потсетам, така наречената пржинска влада или преодна влада која што беше формирана 2016 година, на разговорите некаде пролетта 2018 година, кога се разговараше за пржинскиот договор, ние отстапивме повторно, ја дадовме на опозицијата да го има како право, заради две причини. Првата причина е да сите партиципираат и имаат фер третман, поради тоа што ред е опозицијата да ја контролира власта, тоа е многу нормално, но исто така и да ја преземе одговорноста за спроведувањето на фер и демократски избори. Секако тоа за нас е вредност, за нас е принцип и правило и во едни такви околности нормално е да се разговара за имплементација на вака донесеното законско решение од 2018 година. Во ваквото законско решение зборувавме за кандидатите. Кога зборувавме за кандидатите, нормално ние разговаравме дека претседателот на опозицијата како предлагач треба да има во предвид кога ги предлага кандидатите единствено да не бидат лица кои што се под обвинение на јавни обвинителства во државата, заради тоа што тоа отприлика не е ниту етички, ниту би требало да биде дозволиво. Заради тоа останатите имиња, освен името на кандидат за министер за внатрешни работи, во понеделник, во координација јас и господинот Мицковски, ќе бидат соопштени, веројатно и тогаш и тие ќе ги соопштат имињата. Имајќи во предвид дека господинот Мицковски даде изјава и не соопшти име, јас само ќе кажам дека за министер за внатрешни работи е предложено воено лице. И од тука сега испаѓа дилемата дали уставот, согласно член 97 тоа го дозволува, законот за служба во армијата и законот за Министерството за внатрешни работи. Нормално, заради оваа прашање, ние ќе консултираме нашата стручна јавност, владината стручна експертиза која што постои, но повикуваме јавноста да си даде свој став. Убаво е транспарентно да ги искристализираме ваквите работи. Се јавува една дилема за минатите времења за господин Силјан Аврамовски, Митко Чавков или други имиња, тие се овластени лица. Тоа не значи дека овластено лице не е цивилно лице. Овде е проблемот што имаме воено лице. Дадено. Каде што уставот дефинитивно јасно определува дека со одбраната и со полицијата раководи цивилно лице, кое што било цивилно лице најмалку 3 години. Значи може и минато да има како воено лице кандидат, ама барем последните 3 години да биде цивилно лице како пензиониран генерал, полковник, подполковник или слично. Немаме ние никакви предрасуди за кандидат. Тоа е право на опозицијата. И тие треба навистина да си го номинираат својот кандидат. Јас ова име прв пат го слушнав, иако е полковник во нашата армија, воено лице, но секако уставот, законите треба да важат во државата. Затоа имаме уште неколку денови. Јас сум на отворена линија и нашите советници од двете политички партии се на отворени линии, да ова прашање на вистина се изнедри во јавноста, еве и стручната јавност ја повикувам, секако Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, еве и одбраната, доаѓа од одбраната, кандидатот како воено лице, да го искристализираме самиот предлог, за да можеме на крајот да не испадне да доведеме некој во состојба спротивно на устав, да генерира и формализира предлози пред собранието, заради тоа што собранието на крајот може да донесе и непријатна одлука, заради тоа што таму се пратениците, тие кои што конечно и одлучуваат. Од тој аспект сакам да заокружам дека понеделник ќе ги знаеме и другите имиња. Очекуваме да биде принципот важен пред се етички, да не бидат лица секако гонети или под обвинение од јавното обвинителство во државата. И очекуваме да се изнедри до тогаш веројатно и ова прашање, за да можеме да бидеме почисти пред граѓаните, заради тоа што сите функционираме и постоиме за граѓаните. Во вториот дел го отворивме прашањето за една изборна единица, предлогот кој што е даден од помалите политички партии во собранието. Сакаме да направиме напори да ова прашање кое што е на дневен ред и ќе продолжи да биде на дневен ред сигурно се до 12 февруари,
додека не се распушти парламентот, оти темата е отпочната во самото собрание, во духот на она кое што представува напори за изнаоѓање на заеднички консензуални решенија. Разговаравме за можни варијанти, еве сега да влеземе, да го изгласаме законското решение да важи од следните парламентарни избори, за тука да го најдеме компромисот, а секако отворените листи да важат за следните локални избори, за да не има директен импакт како аргумент на опозицијата. Од опозицијата беше кажано дека се спремни веднаш после изборите да седнат за ова прашање. Јас сакам тоа да го поразговарам со помалите етнички заедници, со помалите политички партии, нормално, заради тоа што сепак иницијативата правно формално во собранието за една изборна единица е на помалите политички партии и Социјалдемократскиот сојуз е на таков став дека треба да имаме една изборна единица. Имаме време, тоа прашање ќе го разгледаме, ќе се изјаснат и ќе остане актуелно секако во периодот кој што доаѓа пред нас, но апелирам секако да најдеме решение и на оваа прашање. Така да во овој дел јас верувам дека преку вас медиумите, навистина ќе ни помогне и нашата стручна јавност, луѓе професионалци во државата, со ваквите коментари. Уште еднаш напоменувам, сме транспарентна влада, најголемата контрола има граѓаните, преку вас медиумите и директно и граѓанскиот сектор, но и граѓаните во државата. Опозицијата треба да има контролната улога, нормално врз власта, но и опозицијата треба да ја преземе одговорноста. На крајот на денот сите сме одговорни за почитување на уставот и законите во државата. Оваа дилема ја соопштивте на Мицковски, до кога си давате рок за Зашто не отфрливте кога е веќе противуставно? Знаете кога некој ви предлага име, прво не знаете кој е. Јас прв пат слушам за човекот. Не може да го кажете веднаш тоа на состанок. Значи, еве сега додека чекав да заврши тој со изјавата, да се бидеме подготвени сите за да дадам јас изјава, стигнаа веќе коментарите, присутни се во јавноста. Тоа прави и слободата, транспарентноста и демократијата и убаво е тоа. Кога така го чувствувате, еве јас гледате, ниту потврдувам, ниту отфрлам, оти би било незгодно. Јас реков на господинот Мицковски дека ќе исконтактираме да проверам кој е човекот, да видам кој е. Тој даде објаснување, прочита автобиографија, каже на какви мисии бил овој наш член на нашата армија како воено лице и сето тоа е во ред. Јас немам проблем, ниту потреба, ниту нешто да коментирам во делот на ликот, личноста. Впрочем и не знам ништо друго, ама излезе ова со член 97 од уставот, излезе законот за внатрешни работи, закон за служба во армијата, сето тоа навистина треба да внимателно го размислиме. Не само ние, веројатно и господинот Мицковски, веројатно сите во државата. Тоа е општа одговорност на сите во почитување на уставот и законите. Доколку не се согласите по ова име, а доколку нема друг предлог од ВМРО, дали тоа значи дека може и да нема предвидени избори, ако не се согласите за техничката работа, ние сме должни да обезбедиме изборен процес каде што буквално ќе се спроведе и законот за влада, каде што ќе се имплементира преодната влада. Јас верувам дека не е тоа единствен кандидат ако не се согласим. Може ќе се согласим. Така да ако нема некои дилеми околу ова прашање, кои што за жал во моментот постојат за сите, не смееме да размислуваме за никакво неосогласување. Тоа е право на опозицијата, опозицијата си го има целосното право, но истовремено и опозицијата, а и ние, на крајот институциите, мора да внимават на уставот и на законите во државата. Но како ќе се согласите ако законот и уставот велите дека е јасно дека морат 3 години да бидат цивилно лице? Не можам да коментирам оте ако кажем еве да даде друго име, тоа ќе значи дека одбиваме. Така јас само оставив да изнедри јавност. Зашто ќе разгледувате ако не може? Веројатно ќе се слушнеме, ќе разгледуваме други опции, други кандидати околу ова работа. Вие сакате да ме само малку. Не би требало да дозволиме. Техничката влада е на 3 денеска. Така е. Техничката влада е на 3. Се менуват само неколку позиции, имаме доволно време. Мислам, тука сме и во недела, утре, понеделник, вторник, први, втори, трети од Сабајле, сите сме тука, тама работа. Мислам дека како здраворазумни луѓе аплицираме да водиме државата, да водиме извршната власт, како политички верувам дека ќе најдеме решение. Не е соодветно јас да коментирам нешто што е право на опозицијата. Затоа не сакам да повредам и затоа и внимавам во одговорите, за да не нарушам процес, сакам да успее овој процес. Процесот треба да успее, ние имаме закони во државата, да биде успешен, да се реализира со успешност и во парламентот и на 3 да се стартува да функционира преодната влада. Малце по-конкретно, дали во состанокот, дали телефонски после состанокот му ги соопштите овие уставни дилеми на господинот? Не, јас само ги споделувам со вас. Значи ова е Со господинот телефонски разговор. Да, јас сум должен прво да ве информирам вас, граѓаните да знаат.
Телефоните се отворени, ние сме комуницирале за законите, за реформските процеси, сме разговарале, работни групи, состаноци, нормално ние ќе се слушнеме, но верувам и не и ним, така и нам, би не било од помош стручната јавност да ни помогне сега овде. Значи немаме предрасуди за имиња за кандидати за ништо. Да не дозволиме после тоа јавноста, граѓаните за кои што постоиме да ни кажете ало што правите? Устав има, закони има во државата. Само заради тоа. Значи јас верувам дека ќе изнајдеме и ќе согласиме решение. Не сме се слушнале, но е веќе веројатно после овие изјави ќе воспоставиме контакт заедно, ќе размислуваме, ќе следиме стручните луѓе за да донесеме одлука. Имајќи ова предвиди че според уставот ова не треба, например, Драган Ковачи не треба да биде министер за внатрешни работи. Дали вие мислите дека ова е намерно направено од ВМРО да помене за само да се пролонгира и Знаеш каков пенал е ова прашање така да одговорам, но би бил внимателен за да така е. Тука може политичар од ранг како мене, актуелен премиер и те како да поентира. Но ставам на страна, сакам да дадам шанса процесот да успее. Еве не би искоментирал ништо повеќе, затоа што тоа може да биде само инсинуација или моје чувство. Сакам да дадеме шанса, навистина имам уште неколку дена пред нас да изнајдеме кадровски решенија кои што ќе ја пополнат преодната влада, за да може да се тера процесот. Уште еднаш напоменувам, овластено лице не значи дека не е цивилно лице. Овде имаме воено лице, директно. Значи, имаше дилема, јас се сеќавам за господинот Чавков, за господинот Аврамовски, некој ми кажува и некои други имиња во минатото, но самото политичко овластување кој што го имат сите во МВР, не значи дека не е цивилно лице. Овде имаме воено лице. Тоа го напоменувам со сите. Да бидеме спокојни, слободни, тука сме до вечер, утре сме тука. Секако ќе разговараме за ова прашање, верувам дека ќе најдеме решение. Дојдовме до тука, ние законите ги согласивме, поминаа во собранието, двете страни, опозиција и власт покажаа волја, дека сака да одат по она што е разговарано и верувам дека можеме да успееме. Господине Заев, кажавте нека за предлогот. Ме интересира дали прифатите да биде оној предлог на ВМРО допълнение за шпицен мандатар. Верувате дека ќе бидете мандатар? И дали кажете ми едно неформално прашање каде ќе идете за нова година? Добро, така е. Не може да крие премиер сум. Така треба да кажем, да знаат граѓаните. Значи, прво не беше отворено ова прашање, еве ВМРО го истакнува во парламентот, не беше отворено. Може би има време за ова работа, се до утврдување на листи, позиционирање на политичарите или слично, да беше отворено прашањето, јас сум спремен да разговарам за прашањето. Ако во иднина се отвори, нека и кажеме своите ставови. Јас сакам прво во суштина да знаме, еве повикувам, да кажат што е тоа шпицен кандидат. Да напишат 3-4 реченици. Шпицен кандидат беше кандидатот кој што дојде од Германија, Шулц, Мартин Шулц, кој што беше кандидат на листа. Значи не е тоа, дали ќе бидеме кандидати на листа. Нешто друго е, да видиме што е тоа другото. Да го кажат стварно, па да можеме да се изјасниме сите. Па може би тука ќе најдеме и решение и една изборна единица заедно. Зошто? Диалогот и дипломатијата отварат железни врати. Така да верувам дека можеме да се договараме за многу други прашања. Сакам да знам стварно, не го отворивме прашањето. Ќе одам за нова година на 3 дена во Германија. Ќе бидам со сопругата и со двете деца, заедно кај мои добри другари. Господинот Мицковски кажа дека не ги соопштува другите имиња, бидејќи од вас побаране каков профил на луѓе сакате. Дали е точно што разговарате го да каков профил на луѓе се за вас прифатливи? Значи прво јас верувам не само заради нас прифатливи, верувам и заради нив, треба да внимават на кредибилитетот на секој кандидат. Тие луѓе ќе бидат министри и ќе бидат дополнителни заменици министри во владата на нашата земја. Единствено што ни беше важно, и само тоа го кажавме, другото е целосно право на опозицијата. Ние го почитуваме и не сакаме воопшто нешто да интервенираме или се мешаме. Само побаравме да не бидат под обвинение на било кое обвинителство во државата. Затоа што треба после јас да зборам со Оливер Спасовски. Оливер Спасовски каже човек какви луѓе, мислам јас не сакам такви луѓе да предлагам. Или слично, затоа треба да внимаваме. Се работи нешто што се вика и етика, нешто што се вика внимателност и пред се почит према граѓаните за кои што функционираме и за кои што постоиме. Уште кратко, само да видите подкаст ги имаме и уште си посетени. Морам за однесена опозиција. Ахмет рече дека нема да ни пречат и во ова
техничка влада има место да сите Мицковски е спремен да им одстапи една од позициите што им следува според Пржинскиот договор. Сепак од вашата партија ќе На биде кмете демоци? Не, на албанската опозиција. Сепак вие сте вашиот став затоа што нели мандатот ќе дојде од вашата партија. Таму стои опозиција. Ово ако е побезбедна и албанската опозиција, например, опозицијата од албанскиот блок на политички партии, еве јас лично како политичар немам проблем. Веројатно и еве мандаторот го објавивме Оливер Спасовски, го знам по карактер, нема проблем. Да внимаваме, да не бидат гонети од некој обвинителство. Само тоа е важно. Таму во законот пишува на предлог на опозицијата. Да. А ако за нив е тоа окей, за нас е одлично.